Сообраќајниот хаос во Куманово очигледно стана вообичаена слика, а непрописно паркираните возила дополнително го отежнуваат движењето на возила. Надлежноста за да се отстранат од улица сите непрописно паркирани возила е на ПАЕК службата. За да проблемот биде покомплексен, возилото на ПАЕК служба е старо над 30 години, а како што велат одговорните, иако редовно се сервисира, сепак не е на задоволително ниво. Ново возило нема да има поради финансиските проблеми кои ги има општината. Ние сме услуга на сообраќајна полиција и тоа зависи од сообраќајната полиција колку возила ќе подигнеме, меѓутоа по нашето создание или нашите резултати што ги имаме на теренот покажуваат дека дневно просекот е негде од 3 до 5 возила дневно. Нашите финансиски можности су такви што и ние работиме под задолжителна резерва, меѓутоа за жал и општина работи под задолжителна резерва и приоритет до сега општина даваше на други работи. За жал ние не успеавме да действуваме и кај градоначалникот и кај општината да ни додадат додатни финансиски средства за да можеме да купиме возило ПАЕК служба, а на граб не само еден ПАЕК, него и 2 и 3 му су потребни. Паркинг просторот кој досега требаше да биде проширен, сепак како што велат одговорните, на бројка од 30.000 регистрирани возачи, истиот е мал. Треба потхитно, најверојатно идна година треба да се проширува паркинг просторот заради тоа што е многу мал број, а знаете дека Куманово е скоро регионален центар кај се движат 8 возила што има многу во Куманово, над 30.000 ако не се бројка негде се врти, ако не се. Ако на возилото е поставен блокатор, возачот за да истиот биде отстранет ќе треба да плати 1000 денари. Доколку возилото се подига од депото на ПАЕК службата, сумата се движи од 2000 па се до 5000 денари.